Добар ден, ученици! Јас сум Веселинка Гацовска, оделенски наставник во трето оделение во училиштето Свети Кирил и Методи во селото Корлок, кое е подрачно училиште на училиштето Свети Кирил и Методи од Кочар. Денес во училница ќе се дружиме по предметот музичко образование за трето оделение. За овој час ќе ви биде потребна тетрадка по музичко образование, прибор за пишување и прибор за цртање. Исто така можете да ги подготвите и вашите музички инструменти што ги имате дома, се разбира детски, кои ги имате купено или пак ги имате направено во училиштето. Зашто всушност ќе работиме денес? Од самата слика што можете сега во моментот да ја видите, всушност ја гледате, и може да ја прочитате на неја дека пишува брзозборки. Значи ќе работиме нешто во врска со брзозборките, а ако ги погледнеме убаво изразите на лицата на овие две човечиња, ќе забележиме дека кај нив владе весело расположение, тие се смеат, среќни се и се радуваат. Се надевам дека во текот на овој час и вие исто така ќе се почувствувате среќно, затоа што ќе научиме некои работи и ќе се смееме и ќе се забавуваме, се разбира онаму каде што ќе погрешиме, каде што ќе ги пробаме да ги изговараме брзозборките како што треба. Која е наставната единица што ќе учиме овој час? Тоа е изведување ритмички мотиви со плескање со раце, тропање со нозе, инструментни стапчиња, тропалки, барабанче и триангл на веќе изучена брзозборка. Веќе изучената брзозборка е Петко пеш по патот оди. Некои, сигурно верувам дека повеќето од вас сте ја учеле на некои од претходните часови, но и они што не ја научиле, ќе биде брзо, лесно и забавно. Која е целта на овој час или што треба ние да научиме? Овој час треба да ги повториме и утврдиме знаењата од минатиот час за брзозборки, како да применуваме во игра научени брзозборки, да изведуваме ритмички мотиви со плескање со раце, тропање со нозе и инструментни стапчиња, тропалки, барабанче, триангл на веќе изучена брзозборка. И на крајот да научиме уште брзозборки, освен оваа за Петко што ќе ја утврдуваме овој час. Најпрво да повториме од минатите часови што се брзозборки. Брзозборки се кратки зборовни целини кои треба брзо да се изговараат. При тоа, при нивното изговарање се прават грешки и затоа предизвикуваат весело расположение. Еве, од самата слика можеме да видиме дека во брзозборката се зборува за еден ученик. Ученикот се вика Петко. Каде оди Петко? Петко, како што гледаме на сликата, оди на училиште и на училиште тој оди пешки. Одејќи пешки, патот ќе го одведе до неговото училиште. Значи, брзозборката е Петко пеш по патот оди, патот право в школо води. Да ја повториме уште еднаш. Петко пеш по патот оди, патот право в школо води. Застанете го видеото и повторете ја неколку пати, за да може да ја научиме брзозборката. Брзозборките можеме да ги изведуваме и со помош на
со помош на неутрален слог да ги изведуваме ритмички. Еве како изгледа тоа. Ја кажуваме најпрво разозборката. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Сега ќе ви ја кажам разозборката на слогови. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Ова е кажување на разозборка со помош на слогов. А сега можеме, освен со слогови од текстот, како што всушност е разозборката, можеме да ја изговараме и со неутрален слог, како што можете да видите најдоле на мониторот. Тоа изгледа вака. Та, 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 та. Бидејќи е разозборка, ајде да се обидеме малку побрзо да го изговараме овој неутрален слог. Та, 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 та. Така, ученици. Брзозборките можеме да ги изговараме и со различно темпо. Како? Можеме да ги изговараме споро, забрзано и брзо. Како би изгледала нашата брзозборка? Споро. Значи, споро, како што гледаме на сликата, како што го гледаме желчето, значи споро како желка. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Малку забрзано. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. И сега брзо. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Значи имаме споро. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Забрзано. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. И брзо. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Брзозборките можеме да ги кажуваме и да ги придружуваме со детски музички инструменти, со плескање со раце и тропкање со носа. Еве како би изгледало со тропкање со носа. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Значи, уште еднаш со тропкање со нозе. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Сега, со плескање на раце. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Уште еднаш со плескање на раце. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Ви предлагам да го стопрете видеото и да пробате со плескање на раце и тропкање со нозе неколку пати да ја кажете брзозборката. А сега да ви кажам дека брзозборката можеме да ја придружуваме и со тропкање на некои детски музички инструменти. Значи можеме да ја придружуваме со овој инструмент, всушност со тријанг. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Можеме да ја придружуваме и со стапчиња. Петко пеш по патот оди, патот право школо води. Петко пеш по патот оди, патот право школо води.
Можеме да ја придружуваме и со барабанче. Еве како би изгледало тоа. Петко, пешко, пато, оди, пато, право, школа, води. Уште еднаш. Петко, пешко, пато, оди, пато, право, школа, води. Можеме да ја придружуваме и со овие тропалки што се викаат маракас. Петко, пешко, патот, оди, патот, право, школа, води. Петко, пешко, патот, оди, патот, право, школа, води. Така. Сега ќе ви кажам и една игра со помош на која можеме да кажуваме вразозборки, да си играме и да се забавуваме со помош на вразозборките. Играта, како што гледате, се почнува со застанување во круг, учениците се фаќаат за раце и прават круг. Потоа, еден ученик излегува од кругот, значи прави чекор внатре во кругот, ја кажува вразозборката. Ако ја каже правилно, повторно се враќа на своето место, а ако направи грешка, излегува од игра. Играта се повторува се така, додека не излезат, всушност не погрешат сите ученици. Оној што ќе остане последен, се прогласува за победник на играта. Еве, овде ја имате објаснување на играта, можете да си ја запишете, може да ја прочитате кога ќе ви биде потребно, но најубаво може ќе биде ако си ја запишете во вашите тетрадки. Овој час, ученици, ве предлагам и уште вразозборки, кои се надевам дека ќе ви бидат многу интересни, ќе ви бидат забавни и верувам дека некој од нив ќе научите. Еве за кој избор станува збор. Фатив слон и сом на сом. Угоре мома, удолу коса. Наташа од ваташа и маташа од ваташа. Петко плете плет, петкоица меси леп. Пушти Петре плет, за да јадеш леп. Пролајало јар. Джеп, джепче, джепчиња, без денарчиња. За домашна работа, ученици, имате за задача да изберете 3 од овие вразозборки, да ги препишете во вашите тетрадки по музичко образование, да ги научите и да ги насликате. Значи, да нацртате слика за секоја вразозборка. Кажувајте вразозборки, дружете се, смејте се, забавувајте се. Тоа беше часот по музичко образование. Верувам дека ви се допадна. Благодарам за вниманието и довидување до некое друго видување.